Роботиката станува важен дел од наобразбата на децата со пречки во развојот, тврдат експертите. Нашиот универзитет ќе биде одговорен за делот кој што е поврзан со проблемите со учење, разбирање и практицирање математика. Проектот е од меѓународен карактер со учество на 4 европски земји, меѓу кои и Франција. So with my colleagues, Тука сме да го направиме концептот и идниот дизајн на роботот кој што треба да биде продукт од нашиот проект и ќе помогне во учењето и поддршката на учениците со специјални образовни потреби. Искуствата од новата форма на едукација се позитивни. Веќе уште на почетокот, со првата работилница која што ја имаме заедно со овој проект, ние кој едукативен центар видовме дека сета оваа едукативна роботика, децата со попреченост или со потреба во учењето ја прифатија со одлични емоции. На кој начин се одвива едукацијата со помош на роботи? Кој ќе бидат едно купче и друго купче, да кажат каде има повеќе објекти. Или, ако видат купче со размешани бои на лего коцки, да ги одвојат црвените, жолтите, сините коцки, да направат класификација. За таа цел денеска на УГД се одржа вториот проектен состанок и обука на наставници во рамките на меѓународниот Еразмус Плюс проект, роботиката и инклузијата на ученици со попреченост во специјалното образование.